أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Благодарноста му припаѓа на Аллах субханеху ва таала, господар на сите светови. Нека е салават и селам на најчесниот веровесник и пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата фамилија и сите асхаби. Почитувани браќа и ценети сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Иншаллаху таала вечерва ќе обработиме едно предавање, а ние сите да се претвориме во уво. Ова предавање прво го насочувам кон себе си, а потоа кон сите вас. Знаењето за верата наша представува најпримарна потреба на муслиманите во овоземскиот живот, но и умметот како целина на патот свој према верското знаење да има прогрес и да има цивилизацијско искачување. Аллах субханеху ва таала нам ни кажува во неговата племенита книга во сура Муџадала 11 ајет: и Аллах на високи степени ќе ги воздигне оние меѓу вас кои веруваат и на кои им е дадено знаење. Аллаху екбар. Аллах нас не известува дека тој субханеху ва таала на високи степени ќе ги воздигне учењаците и оние кои цврсто и искрено веруваат, затоа што тие тоа го знаат и тие тоа навистина го заслужуваат, а поимот знаење во овој ает не се однесува на секоја врста знаење, туку се однесува исклучително на знаење со кое дошол Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Не се однесува на математика, не се однесува на физика, туку исклучително се однесува на знаењето со кое е испратен Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И повторно зборовите на Господарот Аллах субханеху ва таала во сура Таха 114 ајет, када Аллах кажува: и речи, Господару мој, ти знаењето мое зголеми го. Аллах субханеху ва таала што овде му наредува на пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Му наредува да тој од него субханеху ва таала побара или бара зголемување на знаењето. Па знаењето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем нон-стоп се зголемувало се додека не се вратил Мухаммед салаллаху алейхи ва селем кај својот Господар. Повторно зборовите на Аллах субханеху ва таала сура Ез-Зумер 9 ајет речи: зарем се исти оние кои знаат и оние кои не знаат? Со ова прашање сака да се каже уствари или да се негира можноста да бидат исти оние кои знаат и оние кои не знаат. Затоа што разликата помеѓу нив навистина е голема, почитувани мои.
И повторно зборовите на Аллах субханеху ва таала во сура Фатир во 28 ајет, Аллах субханеху ва таала кажува: а од Аллах се плашат неговите робови учени. Оние кои што имаат илм, кои што имаат знање, тие на вистина вистински се плашат од Аллах субханеху ва таала. На вистина тие стремат кон знање уште повеќе да имаат. И со тоа знање уште повеќе им се зголемува страфта од Аллах субханеху ва таала. Затоа што оние кои вистински од Аллах се плашат и вистински стремат кон знање, тие се исламските учењаци кои го спознале Аллах субханеху ва таала. Затоа што Аллах кога кажува а од Аллах се плашат неговите робови учени, верувајте, оној кој што не е учен, тој не може доволно да се плаши од Аллах субханеху ва таала, затоа што не го спознал доволно Аллах субханеху ва таала. Па и затоа одредени наши браќа и сестри се впуштаат во некој говор, а говор кој што многу ќе ги чини на судниот ден, тоа е говор за Аллаховата вера. Иако не е во негов домет да кажува халал, харам, дозволено, забрането, не е во негов домет, воопшто овај човек нема знање, но овај човек коментира. Овај човек му најдува забелешки на Аллах субханеху ва таала, му најдува забелешки на Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем. Овај човек им најдува забелешки на исламските учењаци, а воопшто не знае ниту еден пропис, кога би го прашале, да го објасни од А до Ш со аргументи. Муавија радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: на кого Аллах му сака добро, го подучува со прописите на верата. Па, од оваа причина, бројни верски текстови говорат за важноста на верското знаење и вредностите на оние кои го поседуваат. Пратете добро, важноста на верското знаење и вредностите на оние кои го поседуваат. Ние денес не можеме да коментираме за имам Ебу Ханифе. Не можеме денес ние да го критикуваме имам Ебу Ханифе, да го критикуваме имам Шафи, затоа што ние не сме до нив стигнати, ни она што не е математички да се образложува, а ќе го кажам како минус 0,0. Значи, она минус, не е ни плюс, не е ни 0,0. Значи, она е минус. Ние не сме стигнати да ги коментираме нивните дела, затоа што има кој учел, има кој се здобил со знаење за верските прописи, кој ги познава верските прописи и ги коментира нивните дела. Ние не смееме да ги коментираме и нивните, значи, како личност не смееме да ги коментираме овие учењаци. Не сме стигнати да кажеме кој е тој, кој е овај, зошто тој направил вака, зошто тој направил така. Аллах Джелешанух објавил во сура Али Имран: Аллах сведочи дека нема друг Бог освен Него, а и мелеките и учените, и да тој постапува праведно. Нема Бог освен Него, силниот и мудриот. Пазте добро. Овде израз кој што е употребен, нели, го спомнавме учени. Употребен е во овој ајет и се односи на оние кои го познаваат Кур'ан и Керим и оние кои го познаваат суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Ахи мои, колку ние го познаваме Кур'ан и Керим,
колку ние го познаваме суннетот на Расулуллах саллаллаху алейхи ве селем. Затоа на почетокот реков да се претвориме во уво, да слушаме и да бидеме, да изградиме еден карактер, кој ќе се сретнеме било каде, во било чиј лајф, во било чија седенка. Немој да се впуштате и да коментирате некои работи, да прашувате некои работи кои што дефинитивно не ти користат. Кога има покрај вас учени луѓе, седете, слушајте. Немојте да се занимавате со ништо друго. Ако веќе сакате да се занимавате, земете на тетрадка едно пенкалце и пишувајте. А откако ќе завршите со пишувањето и тој кој што имал предавање ќе заврши со предавањето, приближете му се, посалемете го и прашајте го за одредени работи кои не ви се јасни во верата или од самото предавање. Но не е фер откако тој ќе заврши со предавањето, а вие одете на друга седенка, на друг лајф, и го коментирате како тој кажал така, како тој направил вака, валлахи тоа не е фер. Тука бил човекот испред тебе, пред тебе бил, требаше да му појдиш и требаше да му кажеш, ако веќе имаше нешто да му кажеш. Покрај сето ова, возвишениот Аллах субханеху ва таала ќе им го олесни патот до џеннетот на луѓето кои што се посветуваат на стекнување исламско знаење. Значи, луѓе кои што се посветуваат да стекнат исламско знаење. Како ние се посветуваме денеска да стекнеме исламско знаење? Што ние денеска правиме за да стекнеме исламско знаење? Ние што стекнуваме денеска? Стекнуваме фитна? Да, фитна. Ние учеме на место денеска еден ајет или еден хадис, ние денеска научевме од ајетот 2%, од хадисот 3% и останатата целина од 100% нам ни е фитна. Фитна научивме. Ние го научивме хадисот за да направиме фитна. Ние го научивме ајетот за да направиме фитна. Ние не го разбравме. Ние не прочитавме што значи ајетот, како го тефсириле исламските научници или хадисот. Не, ние го протумачивме. Викаме, па име на акал ми даде Аллах субхану ва таала, ум, разум, зашто ја да не можам да отумачам? И пуп, фитна. Аллаху екбар. Ебу Хурейра радијаллаху анху, почитувани мои, пренесува дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем рекол, оној кој ќе тргне на патот на стекнување на знаење, нели се разбира исламско знаење, Аллах поради тоа ќе му го олесне патот до џеннетот. Субханаллах. Од друга страна, знаењето е еманет за кој секој еден од нас, муслиман и муслиманка, ќе биде прашан на судниот ден. Ебу Берза Еслеми радијаллаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем рекол, личноста нема да се помрдне од своето место, нели на судниот ден, додека не биде прашана во што го провела животот, дали постапувала по знаењето кое го научила, кое го стекнала и во што го трошила своето богатство и во што го потроши своето тело. Ова е сахих хадис кај Тирмизи. Ебу Дерда радијаллаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем рекол, навистина мелеките со своите крилја, ги надкрилуваат оние кои бараат знаење од задоволство према она што тој го прави. И навистина за учењаците се бара опрост, па дури и рибата во водата бара опрост за кого? За учењаците. Вредноста на учењакот над побожњакот, нели, на оној кој вредноста на оној кој е учен над оној кој е побожен, е како вредноста на месечината над останатите звезди. Навистина учењаците се наследници на веровесниците, а веровесниците позади себе не оставиле ни динари ни дирхеми, туку оставиле знаење. Па кој ќе го земе, зел големо добро. Хадис кој Албани го оценил како веродостоен, а е
кај Ебу Давуд и кај Ибн Маџе. Пратете добро. Ние, кога ги вреđаме, овие исламски зналци, овие исламски учењаци, а тие се наследници на веровесниците, дали добро сме се запрашале кого сме го увредиле? За кого нешто ние настрана збор сме кажале? Валлахи, ќе одговараме на судниот ден. Омар радијаллаху анху пренесува дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем рекол: Аллах навистина во оваа книга ги воздигнува некои луѓе, а некој ги понижува. Во која книга? Во Кур'ан. Аллах навистина во оваа книга некои луѓе ги воздигнува, а некој ги понижува. Некои наши предходници говореле: након веровесништвото на дуњалукот нема ништо повредно од знаење. Нема ништо повредно од знаење. Севишниот Аллах субханаху ва таала го молиме да ни подари пред се корисно знаење, да ни подари желба за чинење на добри дела, успех, исправност во постапките и искреност. Како што гледате, Аллах субханаху ва таала сака 3 работи, а мрзи 3 други работи. Па вечерва овај хадис кој го бележи Муслим и малку ќе го обработиме. Ебу Хурейра радијаллаху анху рекол: пратеникот саллаллаху алейхи ве селем во една прилика кажал: Аллах сака 3 ствари, а мрзи 3 други. Сака само него да го обожавате. Сите да се држите за Аллаховото јаже и да не се разединувате. А мрзи, рекла казала, запрашување, многу значи препрашување, запрашување и расипништво. Овој хадис, како што спомнавме, го пренесува Ебу Хурейре радијаллаху анх, а неговото име е Абдуррахман ибн Сахр ад-Дауси. Овај најистакнат пренесувач на хадиси во исламот и никој од асхабите не пренел хадиси толку колку што пренел Ебу Хурейре радијаллаху анх. Во врска со неговото име и постоje големо разединување, нели? А познат е по своето нели, овој свој надимак кој го имал како Ебу Хурейре. Самиот Ебу Хурейре кажува, вика, одраснав како сироче, нели? Сирак. И направив хиџра како сиромав. Ебу Хурейре радијаллаху анх често бил со пратеникот саллаллаху алейхи ве селем. А пратеникот саллаллаху алейхи ве селем за Ебу Хурейре упатил дова ке Аллах субханаху ва таала да го обдари со јако памтење. И видите, денес најмногу кој пренесува хадиси е Ебу Хурейре радијаллаху анх. Ебу Хурейре радијаллаху анх кажува, вика, ја повикував својата мајка да прими ислам. Таа беше жена која се поклонувала на некои си идоли, идолопоклоничка. Еден ден, вика, ја повикав, па ми рече нешто во врска со Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем, што тоа, вика, многу ме налути. Го вреđала Мухаммед алейхи салату васелам. Плачејќи, вика, појдов ке пратеникот саллаллаху алейхи ве селем и му реков: Аллахов пратенику, ја повикував мојата мајка да прими ислам, но тоа го одби. Денеска, вика, ја повикував, па таа за тебе ми рече нешто што многу ме налути. Затоа, вика, Ебу Хурейре му се обраќа на Мухаммед алейхи салам, замоли го Аллах субханаху ва таала да упати, замоли го Аллах субханаху ва таала да ја упати мајката на Ебу Хурейре. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем го замолил Аллах субханаху ва таала, чинал дова и рекол: Аллаху упатија мајката на Ебу Хурейре. Ебу Хурейре, вика, излегов, вика, од собата на Мухаммед алейхи салам среќен поради оваа дова на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем,
А кога се вратив, вика, и дојдов пред вратата, нели дома, вратата, вика, беше заклучена. Мајка ми, вика, ги слушна моите чекори, па ми рече, почекај малку, ово е Ебу Хурейре. А јас, вика, слушнав вода, нели, плускање на вода внатре. Вика, се избањала, облекла облека на неја, на брзина го облекла, нели, својот прекривач, и отворила вратата и рекла: Ебу Хурейре, ешхеду ен ла илаха илла Аллах, ва ешхеду енне Мухаммеден абдуху ва расулуху. Рекла: сведочам дека нема Бог освен Аллах и дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е негов роб и пратеник. Па вика, Ебу Хурейре, се вратив ке Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, повторно плачејќи, ама сега, првиот пат плачел што? Од тага, сега плачел од радост. И му реков: радувај се, Аллахов пратенику, Аллах ја услиша твојата дова, ја прими твојата дова и ја упати мајката на Ебу Хурейре. А Мухаммед салаллаху алейхи ва селем му се заблагодарил на Аллах субханаху ва таала, му искажал пофалби и му рекол: добро. Реков, сега кажува Ебу Хурейре, дека му кажал на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, му рекол: Аллахов пратенику, замоли го Аллах да мене и мојата мајка не направи драги на своите робови и да ние им бидеме нив драги. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем упатил повторно дова и рекол: Аллаху мој, направи го овој свој мал роб, тоест Ебу Хурейре, нели, и неговата мајка драги на твоите робови, нели, на верниците, и направи ги тие нив да им бидат драги. И после ова, вика Ебу Хурейре, немаше ниту еден верник кој слушнал за мене, иако не ме видел, а да не ме засакал. Владарот на правоверните, Омер ибн ал-Хатаб ради Аллаху анху, на Ебу Хурейре ради Аллаху анху го поставил како наместник во тогашниот Бахреин. Тоа е на источната страна од Арабискиот полуостров, а покасно и го повлекол од оваа позиција за времето на Умевејскиот халифат. Бил и наместник во Медина Ебу Хурейре и умрел 59 година по хиджра. Иншаллаху таала, сега се враќаме, ова беше кратка биографија за пренесувачот на хадисот, нели, Ебу Хурейре, а ние се враќаме на хадисот каде рекол Мухаммед алейхи селам: Аллах сака 3 ствари, а мрази други 3 ствари. Па сака што? Само него да го обожавате, сите за Аллаховото јаже да се држите и да не се разединувате, а мрзи, рекла казала, препрашување и расипништво. Кога се кажува да сите се држите за Аллаховото јаже, што значи ова, почитувани мои? Што е тоа да се држиме за Аллаховото јаже? Има ли Аллах јаже некаде спуштено и сите да се фатиме на тоа јаже да се држиме? Или ова значи нешто друго? Ова значи доследно да ги следиме или да следиме се она што ни го кажал пратеникот, ни го доставил пратеникот салаллаху алейхи ва селем, без обзир дали тоа се работи за Куранот или Суннетот. Значи, Аллаховото јаже е Куран и Суннет, почитувани мои. А рекла казала се однесува на трачеви, се однесува на податоци и заклучоци, на темел, на некои безвредни приказни кои човекот воопшто не треба да го занима, не треба воопшто човекот да го интересира. А кога се спомнува во хадисот, нели, во крајот од хадисот вика:
расипништво. Што значи ова нешто расипништво? Ова значи со нашето богатство. Да не правиме расипништво со нашето богатство. Ова се однесува на трошење на нашето богатство во она што е грев или во она што е прекумерно трошење, нели, во она што е нормално мубах дозволено. Не правиме сега ние муабет, значи за харам. Харам е харам, но расипништво е во она што е мубах, што е дозволено, ама е прекумерно. Во овој хадис се има содржина од неколку величествени правила во верата Ислам. Ако муслиманот ги примени, ќе го сочува времето, ќе го сочува богатството, ќе сочува својата снага и ќе се сочува од злото на душата, како и од сето она што му нанесува и штета и губиток, браќа мои. Кажувајќи го овој хадис, Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем објаснил што Аллах сака и со што тој е задоволен со својот роб, или оние дела кои ги има при својот роб. И објаснил што презира Аллах субханаху ва таала. Аллах џелле шануху е задоволен со сето она во што за луѓето има на вистински добробит и среќа на овој и на идниот свет. Тоест, задоволен е Аллах субханаху ва таала да го обожаваме единствено само него, вистинскиот, кој нема соучесник, искрено верата да му исповедуваме и него други рамни да не му припишуваме, без обзир на тоа за кој и ибаде да се работи, доследно треба да се следи пратеникот саллаллаху алейхи ве селем и да не се разиденуваме, да не се двоиме, затоа што пред секое издвојување или двоење се придонесува за пад на умметот на Мухаммеда саллаллаху алейхи ве селем. Тоа разденување придонесува пад на умметот, придонесува губење на снагата, нели, на умметот и на самиот персон, на самиот човек, и како што исто така придонесува и пораз, затоа што Аллах субханаху ва таала Ел-Енфал, нели, сура Ел-Енфал 46 ајат вика: и покоравајте се на Аллах и на пратеникот негов и немојте да се препирате, да не бисте клонеле и безборбен дух да не останете. Значи, овде повторно се кажува да не се препираме еден со друг, затоа што ова влијае на нашата снага. Ова влијае на нашата снага. И во овој хадис имаме едно упозорување на неколку негативни особини. Прва негативна особина е тоа што ние сме склони кон трачење, кон оговарање. Ние сме склони кон нешто што се нарекува рекла казала, а по тоа се подразбира распитување, нели, запрашување за некои случаи, за некои состојби, како би за нив можеме да разговараме и можеме да ги коментираме. Например, ние толку многу прашуваме и влагаме внатре за нешто што не е корисно, за нешто што воопшто нема да ни треба нити на овој свет, ниту на ахирет, и наместо да го трошиме времето
за ствари кои што нам ни се потребни и не ги знаеме, ние денес прашуваме работи кои што дефинитивно умметот нема корист. Ќе влеземе во некоја седенка, во некој лайв и ќе влезе некој и ќе праша некои прашања и ние му одговараме на тие прашања, а тие прашања, ама дефинитивно нема никаква корист. Никој. Ни тој што прашува, ни тие што слушаат. А може би некој тука седи и чека да праша нешто корисно и за себе, за неговата вера, нели, за неговото срце, за неговата снага, за неговата душа, а и другите да се користат од неговото прашање, а ние се замараме и одговараме на безвеза прашања. И трошиме нормално безвеза време. Јас лично одлучив од денес па натака, иншаллаху таала, да не одговарам на такви прашања воопшто. Да не одговарам на безвеза прашања кои што немаат никаков добробит, ни на овој свет, ни на ахирет. Понекогаш во ова рекла казала се наоѓа нешто со што може да се налути онај соговорник, нели, во некој говор, или може да се налути некоја друга особа, некоја друга личност, затоа што повеќе се работи за некои работи, за некои ствари кои што би сакале да останат скриени, односно се работи за некои тајни, за кои нормално никој не сака тие тајни да се шират. И што доведува ова рекла казала? Ова рекла казала доведува до непријателство помеѓу нас. Доведува до омраза помеѓу нас. Како и до сеопшт неред и немир. Сеопшт неред и немир, почитувани мои. Прекумерното преносење на се она што се слуша има последица за фитна. Има последица за сомнежи. Има последица на заокупираност на она што штети. А нема дефинитивно ништо што корист донесува. Малку луѓе е поштедено од ова нешто. Па затоа и треба на ова сето да ја придадеме срамотата, нели, срамот и понижењето, понижувањето, подценувањето, низ кои поминува онај кој се бави со трачеви, кој се бави со ова рекла казала, и непочитување и обезвредување кој го доживува од луѓето, затоа што денес ти ќе правиш рекла казала, ама ќе те донеса до таков пункт, до таква точка, каде што се низност ќе ти излези. Друга или втора негативна особина, карактеристика, е мноштво на безпотребно и како да го наречеме, значи, ова е нешто што е безпотребно, нешто некорисно, запрашување, нели, препрашување и барање. Исламските учењаци наведуваат дека ова спомнато препрашување и барање има многу појавни облици, а некои од нив се следните. Вика, прво, просјачење и понижување поради пари. Човек кој што просјачи и се понижува себе си поради пари. Себе си се понижува поради пари. Второ, вика, запрашување на учени луѓе за нејасни прашања од кои муслиманите немаат никаква корист. Пратете добро, запрашување, препрашување, учени луѓе за нејасни прашања од кои муслиманите немаат никаква корист, запрашување
за ситуација во која ретко или никако не се случува, нели, што представува извештаченост, представува претерување, нели? А пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги презирал и ги осудувал поставувањата на вакви прашања, како што тоа е и забележено во двата сахиха, и кај Бухари и кај Муслим. Многу нели, ова се само особини кои што ги ови облици кои што ги спомнуваме, како трет облик е спомнат многу запрашување, препрашување за луѓето и случките. Што има сега многу ние да прашуваме за некои луѓе и за некои случки? Поставување, или како четврт облик, поставување прашање на луѓето за приватноста со која, нели, оној кој прашува нема никаква врска. А ниту треба таквиот да го занима. Валда треба сите да знаеме дека е пофално и е наредено да се поставува прашања за она што е корисно и со цел, каква е целта на тоа прашање? Пред се да биде корисно и со цел сознавање и учење, да дојдеме до знаење и да научеме. И трета негативна особина е расипништвото, што нормално подразбира богатството да го оставаме на место за кое тоа не е ни предвидено, да ги запоставуваме, нели, да го запоставуваме богатството и да не вложуваме богатство, да го трошиме во она што е штетно, да го трошиме во она што е бескорисно, да го трошиме на гремови или на она што нормално предизвикува Аллахова лутина, ја предизвикува Аллаховата лутина, како што, на пример, конзум на цигари. Конзумирањето на цигари е нормално она што човек може да ја предизвика Аллаховата лутина, или да купуваме музички инструменти, или нормално други содржини кои се забранети за слушање. Благодарноста на секоја благодет, а и на богатството се постигнува со тоа што тоа богатство, почитувани мои, треба да го трошиме на задоволување на верските и световните потреби, поради што и после се Аллах тоа богатство им го дал на луѓето. Сега треба да знаеме дека овај хадис кој што го цитиравме, Аллах субханаху ва таала нам не алудира, тоест алудира овај хадис, халалите, дека возвишениот Аллах субханаху ва таала себе си припишал еден атрибут, а тоа е задоволство. Ама какво задоволство? Онакво какво што него субханаху ва таала му приликува. Севишниот Аллах субханаху ва таала во неколку курански ајети го припишал овај атрибут за себе. Нели? Атрибутот на задоволство. Аллах субханаху ва таала во сура Ал-Фетх 18 ајет што вика Аллах е задоволен со нив. Значи задоволство. Халалите. Ова беше во сура Ал-Маиде 119. А во сура Фетх 18 ајет Аллах вика Аллах е задоволен со оние верници кои под дрвото на верност ти се заколна. Повторно гледаме задоволство. Па на овој темел, на овој хадис, тврдиме дека Аллах субханаху ва таала и мрзи правење на некои дела. Да, Аллах субханаху ва таала мрази, и тоа се докажува со ајетот, нели, во сура Теуба 46 ајет вика, но на Аллах му беше нели омразено да одат, го знаете ајетот во продолжение, значи Аллах и
има атрибут при себе си дека мрази. Она што Аллах најмногу го сака е само Него, Субханеху ва Таала, да го обожаваме, никого и ништо Него, Субханеху ва Таала, рамно да не му сметаме. И ова е најважното дело кое Севишниот Аллах Субханеху ва Таала го ставил на луѓето во обврска, затоа што денес слушав пак во еден лайв, па добро, вика, и овај вика клања, и овај клања, како можеш да му кажеш него, вика, дека тој не е муслиман? Делото кое што го правиш, намазот, валлахи, можеш да клањаш колку сакаш. Ако немаш вистински теухид, ако не си на тој прав вистински теухид, ако не си го спознал Аллах Субханеху ва Таала, ако ти не си го научил теухидот, теухид рубубие, теухид улухие, теухид есма ва сифат, ти дефинитивно, ако правиш спротивно од она што Аллах го бара од тебе, нели во теухидот, ако ти му упатуваш, нели клањаш сега, и после тоа, наместо на Аллах да му упатиш дова, му упатуваш на Мухаммеда саллаллаху алейхи ве селем и од него бараш како што треба да бараш од Аллах Субханеху ва Таала. Што си направил ти? Ширк, друже мој, ширк. Но ние треба пред се, како што реков, да стекнеме исламско знање, за да ги разиденувам овие работи. Кога би влегол јас и да му раскажувам на тој X персон како тој погрешил во неговиот одговор, тој ќе ми каже, како, па нели и овој муслиман што клања? Чекај малку. Тоа е муслиман, да, но ако тој прави ширк, неговиот ислам се поништува, тој може да прави дела кои што ги прават муслиманите, но не е муслиман. Тој може да прави дела кои што се делан во исламот, ама ако има нарушен и погрешен теухид, делата не му се исправни. Не му се исправни. Секој еден од нас, почитувани мои, е должен да вложува максимален труд во тоа да ги очисти своите ибадети од секакво учество на ширк, затоа што ширкот е најопасниот за човекот. Како и едно упозорување на опасност на ширкот, како едно, нели, упозорување на опасност на ширкот е доволно тоа да Аллах Субханеху ва Таала ширкот, нели, ни кажува дека нема да го опрости. Аллах што нам ни кажува во сура Ен-Ниса 48 ајет? Аллах нема да опрости некој друг него равен да му се сматра или да му се смета, а ќе го опрости или ќе опрости гревовите кои што се помали, нели, од тоа на кого тој сака. А онај кој друг смета или му смета на Аллах равен, му прави на Аллах равен, измислувајќи лага, прави голем грев. И уште еднаш ќе се вратиме назад на овој хадис кој што го цитиравме. Овој хадис мора да знаеме дека нам не повикува и не поттикнува на доследно следење на Кур'ан и Керим. Значи, ние треба доследно да го следеме Кур'ан и Керим и цврсто да се држеме за Аллаховото јаже. А што рековме? Аллаховото јаже е Кур'ан и Суннет. Аллах кажува, сите цврсто за Аллаховото јаже држете се и никако немој да се разиденувате. Па, со ова, Аллах Субханеху ва Таала нам ни забранил, значи имаме забрана да се разиденуваме. Аллах објавил, и немојте да бидете како оние кои што се разединија и во мислењето се подвоија, кога веќе јасни докази им дојдоа,
нив ги чека голема казна. Allah кажува во сура Али Имран 105 ајет. Значи, разединувањето и неследење на објавата на Allah субханаху ва таала неизоставно нас сите до еден не води во пораз, не води во губиток и не води во губење на нашата моќ, губење на нашата снага. А Allah субханаху ва таала мрази муслиманот да се препушта на трачење, на оговарање, на рекла казала, на она запрашување, препрашување и на расипништво. Муслиманот, почитувани мои, е обавезен да ги избегнува поготово седенките на кои што се трачи, каде што има рекла казала и се оговара, каде што се лаже, каде што се изнесува потвори и каде што се трага, нели, се бараат недостатоците на муслиманите и расправаат за вести, за новини од интернет и. А ова е многу често веќе во нашите седенки. Шеријат, исламски верозакон, придава големо внимание на чување на имотот. Овај шеријат се користи при секој можен начин. Овај исламски верозакон се користи при секој можен начин. Како и имотот наш, кој што можеме да го искористиме при секој еден начин. А чувањето на имотот се вбројува во 5 темелни нужни работи кои што мораат да се чуваат. 5 темелни потребни, многу потребни работи кои што мора да се чуваат. Ако е обврска да не го трошиме богатството во претерано уживање и во мубах. Дозволено е, нели, халалите, ако е обврска, нели, да не го трошиме богатството во претерано уживање, во мубах, во некои дозволени ствари, дозволени работи, тогаш треба да знаеме дека поголема и построга е обврската да не го трошиме во она што Аллах го забранил да се прави. Убаво е муслиманот да поставува прашања само во врска со она што носи добробит за верата, што носи корист за верата, односно да прашува нешто што е во врска, нели, што носи корист, стварна корист за верниците и на овој свет и на ахирет. И една напомена, тоа што Севишниот Аллах субханаху ва таала за некои дела рекол дека се покудени, не значи дека истите дела се и забранети. Тие можат да бидат и забранети, а може да бидат и покудени. Овде, под изразот покуденост, не се подразбира, нели, изразот мекрух, кој го употребуваат некои исламски учењаци во, или го употребуваат исламските учењаци во усулу фик за нешто што е погудено, нели, за нешто што не е препорачано да се прави, но оној кој го прави повторно нема да биде одговорен за тоа. Доказ за тоа е навистина што Севишниот Аллах субханаху ва таала, откако што навел неколку големи гревови и строго ги забранил тие дела, како што е неморал, убиство, земање, нели, на богатство од оној кој е сирак, да не се оди охоло и намено по земјата, Аллах рекол, сето тоа е одвратно и на Господарот твој омразено. Во сура Ел Исра
во 38 ајет. Јас длабоко се надевам, иншаллаху теала, дека ќе земеме една убава и длабока поука од ова вечерашно предавање, да не се впуштаме во рекла казала, сите да се држиме за Аллаховото јаже, да не ги вреѓаме наследниците на веровесниците, тоест учените луѓе, и да се трудиме да прашуваме само она што користи за нашата вера, а не она што не користи воопшто и она што нам не уморува, ја губиме нашата снага поради тоа, без веза само говориме, а немаме никаква корист. За крај, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.